Почитувани граѓани, почитувана јавност. Денеска се навршуваат 3 години од најцрниот датум во нашата демократија, 27 април 2017. Тој 27 април е символ на насилство, бруталност, на агонија, страв, на неизвестност, символ на погазување на демократијата и уставниот поредок на државата. Денеска и по 3 години, кај секој од нас, кој бевме во собранието, тој ден се уште се свежи сликите на тоа брутално насилство, на омразата, сликите на крвта која што се пролеа во законодавниот дом на државата. Тие слики и снимки за секогаш ќе останат да сведочат за бруталноста, за безмилоста и за монструозниот режим кој што цела една деценија ја држеше нашата земја во заложништво. Тој ден, ниту јас, ниту пратениците, ниту новинарите, камерманите, вработените во собранието, нема никогаш да го заборавиме. Тоа нема да го заборават ниту граѓаните. Нема да заборавиме на што се подготвени ВМРО-ДПМН и колку далеку може да одат само за да спречат демократска промена на власт. Нема да ги заборавиме омразата, крвта, насилството, бруталноста и извиците за убиства и за смрт тој 27 на настанот во режија токму на оваа партија. ВМРО-ДПМН, предводена од менторот на Мицковски, Никола Груевски, креираше сценарио во кое требаше да бидат убиени луѓе, да предизвикат војна и да ја уништат секоја шанса за прогресивна иднина на нашата земја. Но не им успеа. Желбата за правичност, за слобода, за демократија, напредок и вербата во слободната волја на граѓаните ја победија желбата за омраза, за страдања, за поделби и за конфликти. Денес, 3 години подоцна, од изолирана држава на раб на граѓанска војна, Северна Македонија направи пресврт. Северна Македонија денес е полноправна членка на НАТО и започнува преговори со Европската Унија летово. Денес, од поделена држава во која цветаше омразата, Северна Македонија е држава која што силно го развива и се развива преку концептот на едно општество за сите граѓани. Тоа се огромни, тоа се суштински разлики помеѓу бруталноста и насилничкото владење на ВМРО-ДПМН и одговорното и државничко однесување и водење на државата од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани, злочинот од 27 април не смее да се заборави и не смее да се дозволи никогаш да се повтори. Но исто така, не смее да се заборави и на одговорноста за сите оние кои што го нарачале, кои што го организирале и спровеле тоа монструозно сценарио со повици за убиство. Преку одговорноста, но и преку подавање на рак, го оставаме во историјата овој црн датум во нашата демократија. Со порака, никогаш да не се повтори. Никогаш вакво зло да не се повтори. Само на тој начин продолжуваме да одиме напред, развивајќи се како едно општество за сите, како демократска држава, пријател на регионот и на светот, стабилна и просперитетна држава членка на НАТО и членка на Европската Унија. Да живее слободна и демократска Република Северна Македонија.